Кичево, првоослободениот град во Народно-ослободителната војна, денес одбележа 73 години од ослободувањето. Традиционално и оваа година пред музеот Западна Македонија во Нов со интонирање на македонската химна символично беше подигнато знамето на Кичевско-Мавровскиот партизански одред. Од страна на Сојузот на борците, представници на политичките партии и други организации беше положено свежо цвеќе на спомен костурницата на Китино Кале, каде почиваат 555 борци од Народно-ослободителната војна. На 11 септември е ослободен првото ослободување на Кичево. После месец дена имаше пак борби за ослободување на Кичево и ослободени и заробени се 17 високи офицери на германските. Кои имаше мајори, другите све и се спроведени горе во Дебрца. На денешен ден, пред 73 години, по капитулацијата на Италија во Втората светска војна, партизанските единици по жестоките борби го ослободуваат градот Кичево. Со тоа, Кичево стана првоослободен град во Македонија. Ова е првото ослободување на Кичево кое во наредните месеци уште неколку пати ќе биде окупирано и ослободувано. Во градот била формирана народна власт во која учество зеле представници од сите националности кои живееле во градот. По тие 6 борби, 6 мечки камени во историјата, што ќе го потврди и зборот на академикот Михајло, командантот на главниот штаб Михајло Апостолски, кој рече: "Она што беше Крушево во Илинден, Кичево беше во текот на Народната војна." Овде се сите паднати борци и жртви на фашистичкиот терор. Ние колку можеме се трудиме да ја чуваме како символ на овој град, на поносот и успесите во текот на 4-годишната Народната војна. Тука, во Кичево, беше родена слободна Македонија, земја на рамноправните и слободолюбиви луѓе.